Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Министерката Царовска на собраниска седница коментираше проекти од предизборната кампања на ВМРО-ДПМН. Таа како вчера првпат да слушнала дека ВМРО-ДПМН во својата предизборна програма предвидува дигитализација во образовниот систем, што е неточно, бидејќи според изјавите на министерката во изминатите месеци е сосема јасно дека незините служби, а и таа, интензивно ги следат нашите соопштенија. ВМРО-ДПМН на секој свој настап повторува и информира дека не е против дигитализација. ВМРО-ДПМН во континуитет ја поддржува дигитализацијата во образованието, уште од проектот Компјутер за секое дете и е-платформата на која се поставени учебници во PDF формат. Дел од овие учебници деновиве не им се достапни на учениците, поради неспособноста на министерката да го реши проблемот со авторските права на издавачката куќа. ВМРО-ДПМН е силно против укинување на печатени учебници и причините за тоа постојано ги образложуваме. Еве ја најновата. На веб страната на Министерството стои објава со наслов: апелираме училиштата и општините да ги исплатат прекувремените часови работа на наставниците. Министерството редовно ги уплаќа средствата. Токму за оваа состојба зборувавме 6 месеци. Министерството ги уплатило средствата, а општините не ги исплаќаат. За ова предупредувавме во врска со изјавите дека училиштата ќе бидат задолжени да создадат библиотечен фонд на таблети. Училиштата ќе бидат обврзани да ја испечатат книгата и да обезбедат интернет. Ние велиме, училиштата ќе бидат задолжени, но нема да го сторат тоа. Од многу реални причини и како што сега не ги префрлаат средствата за да ги исплатат прековремените часови, така нема да ги префрлаат ни во иднина. Ваква ви е ситуацијата во образованието, министерке, и вие сте за тоа свесна. Затоа ве разбираме што вчера надмено им се обраќавте на пратениците, наместо да ги слушнете пораките кои ви ги испраќаат, и не заради вас, туку заради иднината на нашите деца и нашата татковина. Благодарам.